Ей, кур. Се губе да това. Имам кошката на памет. Да ти ево матер. Како сме, дечки? Добро дојавте во ново видео. Што правим вајнчи, малце да се извозме од недосадна така по животот, па викам ај кар влог, одамна немам снимам. Никој пат немам снимано бат. Ама ме возат заеби, јас немам положено за да снимам. Така да ќе ме возат па ќе снимам. Иначе, што ќе биде денешна тема на разговор? Денешна тема на разговор ќе биде рекламирање на Инстаграм. Прво и прво, не треба да ме гледате мене коти медиум или коти портал, коти вебсайт, коти радио што би добијале реклама од мене. Прво не сум тип што рекламира, второ би рекламирал, али нормално не за без пари, као секој си прави, секој труд е платан. Така да јас сум се трудил за тие 4100 followers и јас сум се трудил за тие 9000 суба и јас сум се трудил за тие 4400 followers на TikTok и как и да, доколку сакаш реклама, поштено ќе си платиш бате. Нема да ме молиш, мај реклама, јас песна искарах, мај вано автосликичка, мај коментирме, лайкнем. Пак е кам, не треба да ме гледате мене коти огласник, коти рекламна страна, што знам. Второ, која би била причината да јас тебе те рекламирам? Ти треба да имаш нешто јако направено, добро, за јас да видам, за да те рекламирам. А ти така да ме молиш, тоа секак не добиваш реклама, тоа е факт. И така ќе остане. И што најако, не рекламирам за фри, зашо? Заради тоа што ето сега ќе кладам да кажеме реклама, кој ќе рекламирам? Ќе рекламирам некој рандом тип од 300 followers, пример. Рачуни јас на тоа видео, на тоа стори ќе добијам најмалце 10 реплеис, 20, најмалце, и од тие 20 реплеис ќе бидат половините и повеќе ај мене, клајме и мене како колде него, рачуни да клавам уште един двојца, уште 20 нови реплеи, кај колдени хај нас, а од тие 20 реплеи едно 3-4-5, зашо уклавиш бе, како што е заслужило или кој онда уклавиш, кој в таа смисла. Затоа фино лепо ќе ви кажам, нема гледајте мене кој рекламна институција за јас на вас да ва клавам на стори. Ако едино сакате да ва рекламирам на стори, фино лепо, ето батенце, 200 денара за едно стори, нека се 200, нема да ви земам 5 евра. 200 денара, бате. Доста са, ако толку ви треба реклама. Ако мислите од ќе дигнете followers. Ако не мислите од ќе дигнете followers од рекламите и од не сакате да платите, онда бате фино лепо follow for follow ќе си правите или ќе си објавите слики или фино лепо ќе си станете инфлуенсер. Ќе си објавите секој ден, тагаве на сликите ќе си кладите, па некоја промоушен на Инстаграм, па треба да платите за тоа. Јеби га, треба follow for follow да си бркате, знаеш, да заследавиш 1000-2000 души, па они да ти дадат follow back, па тие што не ти даделе follow back, ти да ги отследиш, па наново да дадеш follow, па други да те заследат, па ти да ги отследиш, тие што не те следат. Па еднак не саеш да следиш многу коти мене да си ги отследиш, например, јас си следам 17-18 души. И са некој ќе каже, ама зашо следиш толку малку, се мислиш и ти си главна фаца со тоа што следиш, со тоа што те следат 4500, а ти следиш 19 души, се мислиш као некоја јака главна фаца и слично. Не бе, као ти кам, не бе интересно тоа што го објававте, затоа и не вас следам. Не објававте кој знае што, као да ви кам. Прво не сте редовни на стори, не објававте редовно постове за јас да вас следам вас. Второ не објававте редовен контент, мислам интересен. Не ме е интересно мене тоа што го гледам. Не сакам јас да гледам, чеки сум бил на кафе ќе сликам. Чеки uz другарот стојца сликам. Чеки во 8 април ќе сликам. Не, мен ми требаат интересни работи. Што знам, ето песнички, некои интересни слики, некој да слика нешто интересно на стори или што знам, некои убави стории, нека да кажам, да не се досадни секојдневни стории, ако можам така да се изразам, ако можете да ме сватите. Јас ако видам да ти треба да го следам, ти или треба да бидеш фаца, не, моја грешка, да не се изразам дигнано, треба или да имаш интересни стории, или да бидеш јака пичка. Хихи, се заебавам. И момички не следам, и мъжки не следам, заради тоа што пак и кажам, не сте интересни. Значи, за да те следам, треба да бидеш интересен. Не е да се фалим или да се правим јак, значи јас на Вали, Марта, Саке, Влогс, шо знам, има профили со по 20, по 30, по 100 илјади што ме следат. Јас не изгледам, че многу замарат со стории, многу се напнуват бате, не можеш да ги изгледаш, не можеш да ги извртиш. Значи замарат, не ги следам. Сега јас тебе да те следам.
Нема смисла, ба, така да ти обяснам, мислам. Не се обясна, бе, едноставно кажем. Така да, исто ќе лафам и за Instagram Calls. Кој е причината да ми се јавиш, бе, бате? Не питаш дали сум слободен, ето може ебом. Не наискрено, може ебом. И сега как ми се јавуваш ти на мене? Може јадом, може сабајном, може играм CSGO, може стримам. Како ми се јавуваш? Питаш дали може. Лаки, да се јавам, имам да ти кажам нешто. Сакам да ти кажам нешто, можеш да се јавам минута-две да полафме. Пиши ме, бе, като човек, не можеш ли като нормален човек да пиши? Пиши, така кога ми звониш 3 точки батенце, блок. Повеќе јас ти немаме контакт. Немаме повеќе јас и ти опција DM. Значи ти си блокиран. Па да ти објаснам. Или на Facebook, на Messenger. Ми пушќа лайк и сега јас што да му врнам на тоа? И лаки пичко не ми вракиш. Нема смисла, бат. Бато, кој те е? Или ќе ми звониш на Messenger и сега јас што да правам? Да ти ебам главата. Свирни, бат. Се губе да тоа. Имам кошката го нападам. Да ти ебам матер, да ти ебам. Ништо, дечки, тоа е тоа за овој видео, да не ве задржувам. Тоа е тоа за овој видео, дечки, доколку ви се допадна, оставете лайк, коментирајте. Што кај за влогот, што кај за влогот? Лайк и subscribe на Лаки Цар. Фано, ви. Требаше да го сгазвам само откидек. Така, дечки, тоа е тоа за овој видео. Ако ви се допадна, оставете лайк, комент, subscribe. Очекувате вечер во 7 стрим CSGO или Minecraft, не знам што ќе видам. Minecraft сега, Вајн Minecraft, утре Minecraft, никак да снимам Minecraft. Така тоа немаше повеќе да ви кажам, а ние се гледаме во наредно видео утре. 9 саат валјде или 12 са бајле и стрим во 7. Па тоа, се гледаме сега.